Хибридни закани. Сите почнаа да се стројат зад оценката на премиерот. Откако председателката одмолча, првиот полицаец негираше, а НБ и така мора да е таинствен. Но во Македонија се трае 2 дена, 2 недели и не повеќе од 2 месеци. Добивме податок дека имаме осомничени неколку десетина подметнувачи на пожарите. Ако имавме функционално и ефикасно обвинителство, досега требаше да покренат обвиненија и да се осудат сторителите, меѓу кои странци. Пресудите покрај репресивен имаат и превентивен карактер. Минатата недела во Трилинг двајца екс-министри за одбрана и полиција, сега двајца професори и поранешни активни безбедносно-полициски аналитичари, универзитетските професори Маријан Николовски и Владимир Пивоваров, околу одредените наводни центри на моќ, кои се обидуваат да ја дестабилизираат државата и да направат упад во функционирањето на владата. Оно што треба да се каже во делот на хибридните закани е во последниот период не се закана само за Македонија како мала земја. Хибридните закани се многу присутни во земјите од опкружување. Ја би тргнал само и од поим што значи тоа хибридна закана, значи имаме микс на повеќе видови на закани. Овие што се подметнување на пожари, тоа е само една мала капка од сериозните закани кои што демнеат по безбедноста. Во тој аспект и треба да се внимава не само безбедносните институции, многу пошироко општествената заедница во делот на следење на овој вид на закани. Затоа што имаме градација кога станува збор за закани, имаме потенцијален ризик, а наредната фаза доаѓа закана и ако дојде до загрозување веќе тука е последна фаза. Зарем се сомневате во релевантноста на изјавите на властите кога велат дека сме цел на хибридни напади, дека се обидуваат одредени домашни па и странски центри на моќ да влијаат врз стабилноста на државата? Апсолутно врз основа на сите показатели досегашни, значи имам такво размислување. Затоа што нема ништо целосно подкрепено, инаку сите треба да помогнеме во таква ситуација на државата, кој да е од каде и да доаѓа, без разлика на верска, етничка, политичка или било каква припадност. Тоа е пресериозно, тоа е патриотизам да помогнеме сите. Меѓутоа, кон што да се ослониме? Кон само 2 реченици, 3 реченици кои нон-стоп се повторуваат во иста форма, во иста фраза, а никој не дава никаков аргумент. На крај крајови, ако имало такви сознанија, значи ние велиме секојаш превенцијата е најдоброто решение за сите можни последици. Последиците ги видовме, меѓутоа доколку службите имале такви сознанија како што се најавува, зошто не е превенирано? Зошто немаме уапсено лица? Значи ние веќе имаме некои кривични пријави, меѓутоа тие кривични пријави се однесуваат за сосема друго кривично дело, а не како што беше најавено дури и уривање на уставниот поредок. Значи сето тоа треба да бидеме малку одмерени во изјавите, сепак јавно искажаниот збор многу значи. Колку нашиот безбедносен систем е ранлив или лесно пробиблив? Безбедносниот систем е поставен онака како што треба, секој си ја врши својата работа, но кога станува збор за хибридните закани, значи не можеме да се ослониме само на една институција. Многу пошироко треба и повеќето безбедносни институции, не само Министерство за внатрешни работи, тука треба да се вклучат и останатите институции и не случајно постои и Советот за координација кој што треба сето ова да го искоординира помеѓу службите. Клучна улога тука треба да одиграат и разузнавачката агенција, агенцијата за разузнавање која што делува надвор од територија на Македонија и агенцијата за национална безбедност која што ја следи внатрешната проблематика заштита на институциите, посебно она што се новите видови на закани, како што се во недостаток на информации, пласирање на дезинформации, лажни информации, кои што во многу нешто може да наштетат во делот на безбедносниот систем. За ваквите нешта изјавите од званични што ги слушаме дека имаме хибридна војна, хибридни напади, апсолутно се неодмерливи, односно нема никаков показател или нешто конкретно да изнесат за тоа што го тврдат. Хибридна војна е пресериозна работа. Гледате кај нас не функционира Совет за безбедност, односно не е свикан. Земја членка сме на НАТО, имаме право на договорот член 4 да побараме помош. Меѓутоа такво нешто не се случува. Хибридна војна е воен израз, генерално предвидува употреба на неконвенционални средства, како што се нормално и пожарите, меѓутоа до сега немаме ништо од тоа да се соопшти дека која држава не нападне, центар од надвор, центар на моќ, како што велат, центар на моќ од натре. Значи нема кривични пријави, како што кажи самиот министер, нема нешто поконкретно за да може да се држиме до тој израз, затоа што
пресериозна е заканата хибридна војна. Сепак граѓаните кои ќе случат војна, тоа е нешто што влева страв. Меѓутоа, прашањето е периодот, дали се работи за политички маркетинг пред изборите, дали е осознавање на непостоечки непријател, а ние сега ќе ве браниме од тој непријател. Значи, многу верзии и предпоставки се и не можем да сватам кога званичци вела дека да, имаме факти, но предпоставуваме. Во науката криминалистика нема факт, тоа е заклучок, дека имате нешто конкретно, врз основа на што сте го донеле тој заклучок. А предпоставено е, значи нешто можеби е така, меѓутоа можеби и не е така. И затоа велам дека е пренесериозно со вакви тешки изјави. Корумпиран полицаец, корумпиран цариник на граничен премин го штетуваат буџетот, но корумпиран припадник на безбедносна служба, значи кој што секојдневно има додирни точки со класифицирани информации, во многу нешто може да наштети во темелите на безбедносниот систем.